Ке му го вратат ли ветераните во борењето слободен стил стејајот на боречкиот спорт во Кочани по средбата на некогашните ѕвезди која прославија Македонија во европски и светски рамки е прашањето кое сигурно си го поставуваат сите љубители на оваа вештина. Кочанчани се сеќаваат на годините кога спортската сала беше претесна да ги прими сите навивачи на боречкиот клуб Спартак, кога неговите борачи се бореа со големи ривали од Радовиш, Тип и Скопје. Меѓутоа, како и многу други спортови, транзицијата негативно се одрази врз разработењето, па сега клубот одва и врзува крај со крај и не е ниту бледа сенка на шампионските денови. А на легендите на Спартак се уште се сеќаваат најголемите имиња во македонското борење: Ванчо Чифлиганец и Насе Насев. Кочани беше меѓу врвните спортски клубови не само во Македонија и во Југославија, бидејќи го презентираше македонското борење во грчко-римски стил на Македонија во Југославија. Ние тогаш многу учевме и сега можеме да учиме, бидејќи имаше тогаш вредности. Јас се сеќавам на една борба на Димче Нешев, кога го победи вице шампионот на светот Сретен Дамјановиќ, кога губеше Ненадич во олимписки шампион, светски шампион, и за нас тоа е во нашата меморија длабоко остана траги дека и еден мал град и една мала држава кој што беше Македонија во Југославија, па и сега може да постигнуваат големи резултати. Кочани беше колевка на борењето во Македонија и во Југославија. Имаше и добри стратези, тренери, тоа беше Димче Гелов од Радовиш, големиот стратег спортски во борењето Насе Насев, после беше и Ангелов, така наречен пенац, и многу борачи, не можеме да ги забораваме сите тие плејада на борчи, браќата Карабанови, покојни Стоилов, Метката кој беше извореден борач, беше Алексов, беше Донев беше еден од најталентираните борачи во тоа време во. Тоа што ја враќа надежда дека може да се направи стратегија која ќе донесе посакувани резултати е најавата на Чифлиганец дека размислува повторно да му се посвети на боречкиот спорт, првенствено во Радовиш, а и пошироко, а уште еднаш да го почувствува задоволството на големите успеси и на афирмацијата на државата на меѓународен план. Ние имаме таленти спортисти, борачи, но треба да има и таленти, ентузијасти и поддржувачи на спортот. Јас бев пионерски шампион во борење во Радовиш и во Македонија. Јас студирав, завршив и кога застанав на чело на рудникот Бучин, јас реков мојот клуб мора да биде државен шампион, европски и светски. Значи тогаш сите услови, предуслови треба да се дадат, да се спроведат во клубот за да се постигнат резултати. Талентот, ентузијастите од борачите, од спортистите не е доволен. Затоа еве апелирам пред целокупната јавност, пред општинската јавност, пред бизнисмените, спонзори да вложуваат во спортот, во борењето, а резултатите само по себе ќе дојдат. Нема поголема афирмација и поголема оправдана инвестиција во спортот, во борењето, затоа што Спартак Кочани беше амбасадор во Македонија, Југославија и надвор од Македонија. Кога човекот еднаш изодил еден пат, многу полесно е повторно да помине по него. И затоа оптимизмот кај борачите дека во правилен и осмислен пристап на искусните спортски работници може да се создадат услови младите таленти да се мотивираат за неопходниот исчекор кој ќе има возможност создавање на успешна кариера, исплатлива на еден или на друг начин. Бидејќи големите борачки имиња од нашиот град се уште не ги заборавиле тајните кога се станува врвен борач, односно шампион.